Дабот и трската. Басна од Езоп. Еднаш многу одамна, еден огромен даб стоел исправено и гордо покрај еден поток каде растела слаба трска. Кога дувал ветрот, големиот даб гордо се исправил со сите своји гранки вперени кон небото, додека трската пак се наведнувала на ветрот и испуштала нежни звуци исполнети со тага и меланхолија. Имате причина за жалење. Рече дабот. Најмалиот здив на ветрот кој ќе ја разбранува и површината на водата ве ведне и вас. Додека јас, величествениот даб, стојам исправен и непоколеблив пред ветрот што беснее. Рече дабот. Не грижи се за нас. Одговори трската смирено. Ветровите не можат да ни наштетат. Ние се наведнуваме пред нив и затоа не се кршиме. Додека ти со својата гордост и сила досега си го издржувал нивниот удар, но имај предвид, крајот се ближи. Додека трската зборуваше, силна бура дојде од север. Дабот стоеше исправен и се бореше со жестоката бура, додека трската пак се наведнуваше удолу, оставајќи му на ветрот да помине преку неа. Ветрот се засели со уште поголема жестокост и во еден момент големото дрво падна. Искорнато од корен и се најде на земја меѓу трските кои нежно подпевнуваа, како да изразуваа жалење. Понекогаш, пријателе, Рече една трска. подобро е да се наведнеш, отколку тврдоглаво да стоиш и на крај да бидеш уништен. Ние научивме дека силата не лежи во тоа да се спротиставуваш, туку во тоа да попуштиш кога е неопходно. Дабот, кој сега лежеше поразен, конечно ги разбра зборовите на трската. Иако се борел со големата бура и ја покажал својата величественост и сила, таа борба го оставила без заштита, кревок пред силите на природата. Соочувајќи се со последиците, сватил дека мудроста не е само во силата, туку и во способноста да се прилагодиш. По оваа лекција, трските продолжиле со својот живот, додека потокот течеше мирно покрај нив. Ветрот се уште дуваше, но тие веќе знаеа дека со секое наведнување стануваат посилни и поотпорни на бурите. Тие знаеа дека понекогаш најголемата сила лежи токму во кроткоста и во прилагодувањето.